аферата Сина птица, мислиме дека посериозно дело, затоа што сметам дека не е направено доволно добра анализа на таа афера. Според мене, аферата Сина птица беше конструкција на одредени структури во службите. Дали можеме да кажеме дека не мислам дека можеби тие луѓе биле под некакво влијание на Косми, да сепак мислам дека се работи за тогаш веќе за македонските служби. Значи, што беше основата на аферата Сина птица? Да се направи паравојна структура во рамките на ВМРО ДПМН и подосна во одредена фаза да се искомпрометира ВМРО ДПМН како политичка партија. Нешто слично како што го направија на ПДП, ако се сеќавате, кога генералниот секретар и уште дел на серија на видни тогаш луѓе од ПДП во тоа време беа затворени затоа што правеле паравојни структури. Не знам дали колку се сеќава македонската јавност на таа структура. Или тогаш ПДП беше искомпрометиран. Не знам зашто СДСМ го направи тоа и зашто дозволи ПДП во тоа време да го искомпрометира на таков начин, кога ПДП им беа многу лојален сојузник на нив. Меѓутоа, кај нас беше многу јасна намерата, значи ние бевме главен дефиниран политички противник, значи аферата Сина птица е афера за правење на паравојна структура натре во ВМРО ДПМН и потоа да се промовира во одредена фаза дека тоа е терористичка организација. Тука главни играчи беа овој Величковски и овој други од Млекцето што имаше прекар. Тие беа тие беа како главни играчи, меѓутоа не верувам дека СДСМ не знаел Киро Глигоров, барем Киро Глигоров не знаел за целата таа работа, она што сака да го случат. Така што ова афера е многу моќна затоа што навистина има и своја, како да кажам, политичка криминална димензија. Не е тоа да речеме обично прислушкување. Ова е да организираш, внатре да разбиеш една политичка структура во моментот кога имаше веќе демократизација. Тука има да речеме по повод илустрацијски расправи кои ги слушав по медиумите, како еден член на илустрацијската комисија велеше дека од тоа што тој го видел од документите, значи ВМРО ДПМН била слушана и прислушкувана заради терористички операции и од тоа што го видел тој во тие документи, он видел за набавка на камиони, оружја, некои такви работи. И јас кога го слушам ова се зачудувам. Значи, ВМРО ДПМН во тоа време никош не се занимавал со никакво оружје. Ние бевме политичка партија, не знам, значи СДСМ во тоа време правеше една слика преку медиумите, дека сме некакви терористи и најверојатно сака во одредена фаза тоа да го подкрепат со некакви докази. Меѓутоа, очигледно го правеа тоа на некој неспособен начин и некако аферите им пропаѓа една по една затоа што ќе е потицана видеоснимката од аферата Сина птица нас ни ја достави подоставен учесник во таа група и видеоснимката од Сина птица ние ја објавивме на пресконференција и баравме одговорност кој го прави тоа во Македонија. Значи, тоа беа тие обиди да се разнебити ВМРО ДПМН во тоа време.